Почитувани колеги, почитувани партнери и соработници, драги средношколци, дозволете ми од името на Високата школа за новинарство и за односи со јавноста да ви се заблагодарам за присуството, големото присуство на завршната конференција со која го одбележуваме крајот на проектот Медиумската писменост во ера на наплив на информации, Македонска коалиција за медиумска и информацијска писменост. Во наредните неколку часа ќе разговараме за тоа каде треба да се движи македонското образование кога зборуваме за медиумската писменост, но од друга страна и што можеме да црпиме како искуство од поразвиените држави, и затоа имаме тука и гости кои ќе ни ги кажат нивните искуства за тоа на кој начин и како учиме за медиумите и како критички да размислуваме во малку поразвиени демократски општества. Сметаме дека медиумската писменост е основен постулат на било кое европско, но и глобално демократско општество, и затоа инсистираме години наназад дека медиумската писменост мора да биде дел од образовните процеси во Република Македонија. Како што спомна Сашка, овој проект Високата школа го реализираше заедно со Институтот за различности од Лондон или Media Diversity Institute и со дневниот весник Нова Македонија. Им благодарам од името на Високата школа што беа добри партнери. Ја промовиравме важноста на медиумската и на информацијската писменост во земјата и овие 3 години и целевме кон што поголемо развивање на свеста кај публиката за влијанието на медиумските содржини во нашиот секојдневен живот и во одлуките што ни определуваат иднината. Зборувавме за нужноста на критичкото перцепирање на сите информации што се добиваат од медиумите и од социјалните мрежи, но од истовремено се обидувавме да на нееден начин и да представиме како тие може да се искористат за наше лично ангажирање, за да бидеме навистина активни граѓани во креирање на едно подобро општество за сите нас. Накратко, јас ќе споменам само неколку бројки кои сами говорат за тоа на кој начин овој проект функционираше и како сите работевме овие 3 години. Со дневниот весник Нова Македонија објавивме 24 изданија од средношколскиот весник Медиум. Вие тука го имате пред вас, од прилика одеше еднаш месечно во текот на учебните години. Внатре имаше сместено повеќе од 150 текстови кои беа создадени и напишани од самите средношколци, но и над 100 интервјуа кои нашите млади и идни, дел од нив се надевам новинари, ги направија со личности кои тие се интересираат за нив и кои што се дел од нивното секојдневие. Направивме и 15 медиумски лаборатории во 11 средни училишта низ Македонија и 4 во Скопје. На овој начин всушност ја презентиравме ајде да кажам спецификите и убавината на новинарската професија и динамиката на работа во оваа професија. Овие лаборатории кои ги правевме заедно со уредниците на Нова Македонија ни беа главен инкубатор за новите генерации дописници на Медиум. Во текот на 3 години од проектот организиравме и 3 национални медиумски денови. Секоја година 8 медиуми беа домаќини на отприлика 400 ученици од цела Македонија. И на тој начин се обидовме да презентираме што представува еден ден во редакциите и како всушност се креираат вестите што навечер или ги гледаме или ги читаме на интернет порталите. Во оваа прилика би сакала да се заблагодарам до Нова Македонија, Македонската радиотелевизија, TV21, Радио МОВ, Маквакс, TV Тера Битола, TV Плюс Куманово, TV Вис Струмица и 24 вести кои ни беа домаќини во текот на овие 3 години на медиумскиот ден. Исто така имавме и конкурс изрази се преку медиумите, од кој баравме креативни решенија или ставови од младите средношколци, и тоа ни беше исто така база од која можевме да поканиме, од која поканивме всушност десетина ученици да присуствуваат на кампот, средношколскиот камп, и гледам дека некои од нив се и тука, кои заедно со колегите од Универзитетот Гоце Делчев од Штип, го правевме летоска во Штип, па оттаму 30 наши средношколци изработија една интересна и убава 15-минутна емисија, која што го имаше насловот Прозорец. За се ова, за истражувањата, за прирачникот, за кој што ќе зборуваме подоцна, може да го најдете на веб страната Medium.edu.mk.
Медиум МК и самиот весник Медиум е постар од овој проект и затоа се надеваме и сме сигурни дека ќе продолжиме да го носиме како наша лична иницијатива и по завршувањето на проектот, дали како дел на друг проект или како наша лична инволвираност во создавањето на основа за што подобри средношколци, подобри критички едуцирани средношколци, но и младина која што нема да ги прецепира политиките како нешто туѓо, туку ќе се вклучи во креирање на сопствената иднина и во критика на она што е политика која што влијае врз нивното секојдневие. Само накусок ќе споменам дека формиравме коалицијата за медиумска писменост, која што беше како мост помеѓу невладините организации и медиумите. Дел од нашата коалиција се тука. Им благодарам за убавата соработка и за медиумските производи што ги направивме. И најголем дел од членовите на оваа наша коалиција всушност влезе како еден дел на првото ткиво на големата коалиција или поголемата мрежа на медиумска писменост што ја организираше Агенцијата за аудиовизуелни и медиумски услуги. Сакам да се заблагодарам посебно до сите професорки и професори кои овие 3 години навистина ни помогнаа и без нив немаше да ја направиме оваа активност и сите овие активности кои ги анимираа средношколците и со кои навистина имавме многу добра соработка. И на крајот, до нашите млади колеги новинари или идни новинари, средношколци, ви благодариме за желбата и за одвоеното време за медиум, без оглед на реалноста во новинарската професија денес и без оглед на тоа што ви кажуваат постарите за порозноста на новинарството, бидете сигурни дека новинарството е племенита и исклучителна професија која ги носи јавниот интерес и етиката како основи на својата работа. Таа е една од поубавите професии на современиот свет, затоа ако сакате да бидете новинар, не се откажувајте од сонот, бидејќи вистината е секогаш во мода, а македонските медиуми на вистина плачат на еден начин за нови генерации новинари кои што ќе бидат високо етични и високо професионални.